Не стивнуваат реакциите во јавноста по најавата од владата која пристигна преку Министерката за финансии, дека фирмите кои ќе користат државна помош во услови на криза, сега ќе можат и да отпуштаат работници. Работниците гневни велат наместо владата да ги заштити, таа ги остави на цедило. Дека десетици илјади работници ќе останат на улица, реагираа и синдикатите. Министерката денеска се правда, вели владата не стимулирала отпуштања, туку сакала да им излезе во пресрет на газдите на оние фирми каде или дел од работниците доброволно си заминале, или имале сезонски работници на кои работниот ангажман им завршил. Сепак признава, отпуштање на работници имало и ќе има. Доколку тие веќе имаат намален број на вработени од месец март, тие нема да можат да аплицираат за мерката сега. Затоа бараме начин да удоволиме да ги вратат работниците. И секоја оваа промена, јас сметам дека е единствено во интерес на работниците, затоа што се грижиме да ги заштитиме нивните права, ќе се погрижиме за секој еден работник кој што го изгубил работното место. Дозволете прво да се обидеме да му го вратиме работното место, да го вратат на работното место, за да кога ќе се отворат овие сектори кои што сега разговараме, тие ги имаат работниците и бидат спремни веднаш да започнат со работа и со опоравување на економската активност. По негативните реакции во одбрана на владината уредба се вклучи и владиниот економски советник Битики, кој тврди дека таа не поттикнува отпуштање на работници. Тој вели дека помошта се дава со цел да се инвестира во човечки ресурси, за да можат компаниите погодени од кризата да ги платат своите вработени. Исправаме една грешка, да кажеме, во претходната уредба, што оставаше простор да во суштина одредени компании не се подржат само затоа што законски може да останат без одредени работни места. Тоа е ако луѓето сами доброволно одлучат да си отидат од компанијата. Ние со претходните уредби тоа го немавме уредено и во суштина замислете во компанија од 250 луѓе, тројца ќе ти отидат затоа што ќе сменат работната позиција во друга компанија, 247 останати работници не може да ја добијат поддршката. Степенот на отпуштање кој е предвиден со новата владина уредба ќе зависи од големината на компаниите. За микро и мали фирми до 50 вработени, газдите ќе смеат да го намалат персоналот за 15%, кај средните до 250 вработени до 10%, а големите компании ќе може да отпуштат до 5% од вработените. Инаку првично владата ги услови компаниите кои ќе аплицираат за мерките да ги задржат сите вработени до крајот на месец септември, за подоцна да се предомисли и овој рок да го скрати до крајот на јули. Сега компаниите не се обврзани да ги задржат сите вработени и покрај тоа што ќе ги користат мерките.